Благодарам, председателки. Колега Костадинов, ви почитувам. Но изнесовте невистини. Зборував, ги имаме и стенограмските бележки, видеята. Зборував точно за здравство, но за буџет во здравство. Уште еднаш, еве и вас ќе ве прашам. Како проектирате буџет во здравство, а не знаете како ќе функционира системот во здравство? Тоа е исто како да сакате да купите стан со вашата плата, што е далеко од достижна. Не знаете на кој начин нешто функционира, а ние правиме буџет. Не е исто на кој начин ќе функционира здравствениот систем во Република Македонија. И соодветно на тоа треба да се планира буџетот. Јас не знам како тоа не го разбирате. Тоа е толку едноставно. Колегата на кој му реплициравте ја напушти салата, така да нема на кој да му реплицирате. Меѓутоа до завршете си колку за да ја информирам. Повелете. Не знам дали ќе се врати. Повелете. Но тој во неговиот вовед во говорот самиот призна дека не ги исполниле ветувањата. Дека сега платата на докторите ја покачиле за 20%, ама заборави дека тој и премиерот Зоран Заев ветува до пред одредени месеци дека плата на секој специјалист ќе биде 100.000 денари. И затоа докторите гласаа на предходните парламентарни избори за оваа влада. Гласаа за 100.000 денари, не за 20% покачување. Предизборно ветување ви беше дека во првите 6 месеци покачувањето ќе биде 15%. Хајде, демантирајте ми дека не е така. Демантирајте ми дека едно нешто немате направено од вашата програма. Еве, излезете, прочитајте и кажете: тоа ветивме, тоа исполнивме, тоа ветивме, тоа исполнивме. Едно нешто. Било подобрено здравството. Каде е подобрено здравството? Ги прашувате ли административците кои вчера ви штрајкуваа? Денеска кога дојдовме во собрање, ги видовте ли стечајците ви протестираа? Секој ден протести. Затоа што е подобрен животот? Зборуваме за Струмица, дека тезите не држеле вода, дека не сме направиле, дека повторно некој им е крив. Поднесував 5 пати амандмани за да успеам да го поттикнам премиерот Зоран Заев во секое населено место во Струмица да имаме вода за пиење и канализација. И свесен сум дека тоа се ингеренции под локална самоуправа, но премиерот како градоначалник во својата програма го имаше. 13 години беше градоначалник на Струмица, не го реализира. Еве сега шанса и локална и централна власт да имаме канализација. За тоа зборуваме, не за луксус. Ако мислите дека тоа е популистички, тогаш алал да ви. Зборуваме за напредок во човечки ресурси и ме демантира дека не било популистичка мерка. Па самиот ви реков, образованието, буџетот го скративте за 14 милиони денари пред еден месец. Ако вие толку ви значеше образованието, дечињата, човечките ресурси, ќе го направивте тоа и минатиот месец. Ова е предизборно залажување на граѓаните. И тоа е така. Ви благодарам.